Добре дојдовте назад во отвореното студио 1 и овој последен блок, бар додека се дружите со мене, го заокружуваме со една тема, еден разговор, фокус, образование. Оно што често се обидуваме да го правиме, односно да го ставиме акцентот за нешто што е многу важно, образованието, особено на младите. Ке зборуваме за еден модел кој што веќе десетина години функционира во приватната гимназија Алгоритам, финскиот модел на учење и образование. Зошто е тоа важно? Бидејќи можеби треба да се поттикнат сите останати да размислуваат и малку пошироко, особено ако се земе во обзир фактот дека Финска е една од најнапредните земји во однос на образованието. Ова е само најавата. Велам добар ден и добре дојдовте за моите гости. Марина Божинова, директорката на гимназијата Алгоритам, Никола Симоновски и Тијана Огњановска, кои што се ученици во оваа гимназија. Најавата ја кажав, започнуваме со она што е важно, дека на 29 во среда ќе имате отворен ден. Всушност во оваа гимназија ќе се прават најразлични презентации по различни предмети за малку поблиску да се доближи овој образовен модел што веќе, како што кажав, 10 години функционира. Но господја Божинова, пред да започнеме во детали, што е она што беше примарната идеја, односно кога пресековте дека и се нафативте да сте раководител, да кажеме, на ваква гимназија со нешто што е поразлично, со ваков тип на образование, и дали можеби не стравувавте дека нема да најде на голем интерес ако се земе во обзир фактот и нашето обкружување, класичен тип на настава и целокупното поимање за образованието? Ви благодарам на прашањето, еден совршено прашање. Јас ќе почнам да раскажам кога јас бев малечка и кога јас почнав да учам. За мене учењето беше нешто што е многу страшно, значи нешто од кое што јас се плашев и во еден момент престанав да сакам да одам на училиште. Значи јас учев во Корчагин и таму моите учители ми велеа одлично душо 3. Значи константно бев оценувана, константно бев под стрес дека нема да знам, значи константно бев као сега што ако не научам што ќе се случи. Постојано се плашев моите родители кога ќе дознаат че се работи за ученик кој што многу учи. Значи јас многу учев и многу сакав да учам и едноставно никогаш не бев мотивиран од моите учители да бидам подобра од тоа што сум. Напротив, моите учители ме убедија дека сум лоша и дека воопшто не сум јас толку добра, колку што јас мислев дека сум добра. И еден ден тоа е страшно. Значи верувајте ми дека на едно дете во најкривките години на развој, кога има 15, 16 години, 17, кога мисли дека многу знае, дека многу учи, некој му вели не, ти си добар, ама не си баш толку добар, има и подобри од тебе. И те трга. И ти едно време си велиш, па изгледа не сум јас толку добра колку што јас мислев, и самодовербата од едно дете кое што сакало да напредува ја симнува доле. Значи јас после тоа завршив информатика и дипломирав, едноставно цело време се прашав себе си дали сум јас добра, дали ќе успеам. И тогаш имав некоја визија дека ако некогаш направам училиште или бидам раководител или сакам да работам во образовен систем, ќе се направи совршено училиште. Значи училиште каде што децата ќе имаат право. Значи училиште во кој децата ќе можат да кажат и училиште каде што децата ќе бидат евалуирани. Ние нашите ученици ги прашуваме, значи ги прашуваме колку се они задоволни, колку они што би смениле, они што сакаат понатака, значи ние константно ги прашуваме и они има взаимна комуникација. Кај нас чувствуваат дека ја чувствуваат љубовта која што им ја нудиме. Значи Финска е една земја каде што тоа им е основно мото на развој на еден образовен систем. Во Финска велат тестирање до 18 години не постои. Значи таму не ги тестираат учениците, значи не им кажуваат колку се они лоши, туку им велат колку сте вие добри. Значи во нашиот образовен систем, значи постои сега ќе те тестирам, ќе добиеш единица, ќе добиеш двојка и ќе видиш дека еден ден повторно ќе ме прашаш мен дали можам двојка да те ставам. Значи тој стрес
не постои во развиените земји. Значи ние во овој систем на образовен систем, значи кај нас се уште постои застарениот метод на стрес. Значи дури што е за мене страшно, значи имаме деца кои што се и под лекарства, значи кои што не може додатна настава, кои што се тргаат од образовниот процес затоа што едноставно не наидуваат на пријател во клупата во кој што треба да седнат. Напротив, наидуваат на некој за кој што треба да се борат. А вие не можете да се борите како едно кревко дете кој што туку излегло во еден систем во кој што треба да функционира, однаш треба да се бори со господинот учител кој што впрочем ќе му стави нека оценка која што професорот смета дека треба да ја стави. Да, тоа е страшно. Пред да продолжиме со разговорот, да напоменам дека ќе ги отвориме и телефонските линии, секако сите од вас што сакате да се јавите, да дадете коментар или имате евентуално било какво прашање, слободно може тоа да го направите. А сега малку ќе се осврнам на Никола и на Тијана, кој подобро може од вас двајца да го фактички да ни го пренесе искуството, секако со како вие го доживувате овој метод на учење, кои се вашите искуства и очекувања? Гимназија алгоритам е несомнено една од најубавите работи што мене ми се има случајно во животот. Самиот начин на соработка со учениците, прекрасен наставен кадар и начинот на кој што го пренесува тоа знаење на нас учениците е стварно од огромна значајност. Начинот на соработка е исто така многу битен. Мислам дека јас кога се будам сабајле, кога треба да одам на училиште, јас одам исполнет со среќа. И јас тоа најискрено го кажувам, затоа што самата атмосфера и се што се случува е едно волшебно искуство што мислам дека ќе ме следи до крај на животот. Не мислам, туку сигурен сум. Начинот на работа, наставниот кадар кој што максимално се посветува да го пренесе нивното прекрасно знаење на нас учениците, не инспирираат, не мотивираат да бидеме најдобри што можеме да бидеме и да го живееме нашиот потенцијал, што јас мислам дека е најважно од се. Учењето во алгоритам мене ме прави среќна и исполнета и секојдневно одам радосна во училиште. Голем плюс е тоа што нашата настава е интерактивна и препратена со практични примери и одблиску ни се доловува она што го учиме и не учиме само со во парна теорија, туку навистина го гледаме она што го учиме. Да, ајде малку повеќе да доближиме еве на гледачите во однос на овој фински модел, како практично да речеме ви изгледа еден ваш час. По било кој предмет. Нашите часови траат по 80 минути, тоа првпат кога ќе се спомнем можеби звучи како многу, но всушност поминуваат многу брзо. Да, звучи многу. На самиот час се учи се она што е битно и дома е доволно само еднаш да се прочита лекцијата и веќе се е научено, не губиме време дома да учиме, туку се учиме на час и навистина тоа знаење ни останува за секогаш во нас. А тоа е тоа во Финска што, значи, таму се учи на час. Значи немаме учење дома. Јас сега ќе предадам, вие дома ќе седите ќе ги бубате огромните лекции. Во алгоритам, значи се учи концизно, точно што треба значи на самиот час. Дома се чита, се учи, се оди напред, се развива. Во Финска децата постигнуваат највисоки резултати затоа што се образуваат плюс од наставата, но не како што сакаат. Значи децата имаат доволно време и да одат и во кино, значи имаат време да прочитаат, имаат дом. Ние на училиште како учители ги учиме децата како да учат. Значи тоа е основното мото на еден учител, да ве научат како да учите. И нашите ученици се оспособени за тоа. Значи денеска еве има децата час хемија и кога видов што направиле, се викам таман за во емисија да им покажеме што направиле. Ајде да видиме. Може да кажат еве. Час по хемија не изработувавме балзами за усни со помош на вазелин и етерични масла. Изработувавте сами? Да. Го загревавме вазелинот и подоцна додававме етерични масла за да добиеме балзами со различни вкусови кои подоцна ќе се стврнат, може да се користат и еве донесовме некои да ги видат гледачите во емисија и ќе ви ги оставиме. Изгледат. Ви благодариме. Направи денеска и сапуни, но јас едноставно се викам што ќе им правиме за собой, морале да се стврднат сапуните, значи просто и процес каде што децата учат. Значи секцираат, гледаат што правевте нешто. На часовите по биологија редовно имаме дисекции на различни животни, например посебно правиме на лигне и октопод и од блиску гледаме како се всушност градени сите органи, можеме да ги видиме и навистина е многу интересно за нас зашто одблизу го гледаме се она што го учиме. Господја Божинова, оно што и на почеток го прашав, имаше од каде примарната идеја, имаше некоја генерална лајт мотив зошто токму финскиот модел?
Значи финскиот модел Бидејќи е да, де единствен, факто, да. како Да. што напоменав, е земја со најнапреден, меѓутоа еве можеби некоја ваша перцепција, нешто што дефинитивно излијало на одлуката дека да, тоа е тоа. И вака ќе има практична настава и вака ќе функционира целокупно училиште. Значи финскиот метод е единствен метод, значи зборувам во светски рамки, каде што произведува среќни деца. Значи вие да дојдете во алгоритам, ќе приметите колку децата се среќни внатре. Значи основното мото на секој учител е да произведе среќна дете. Значи наставата е индивидуална. Значи не може секое дете да постигнува со иста методологија да приспособува знаење. Значи вие кога имате една група на ученици на кои што им држите методолошка единица, вие не можете да имате идентичен пристап спрема сите деца. А финска тоа го возможува затоа што класовите се по 15 деца. Значи вие имате клас со 15 деца и секому можете според потребите да го дозирате колку што може да прими. И тука им ја поттикнувате самодовербата и нашите деца добиваат крила. Кога ќе излезат од алгоритам, они се толку среќни, толку мислат дека можат се да дофатат, па нешто и ако не можат, се викаат, чекај бе, јас ова можев. Значи ние ги поттикнуваме и Финска е единствена земја која што тоа го прави за мотивација на учениците. Затоа што имаме примери во други земји каде што децата, не знам, земаат седатив за да може да го доседи часот. Ние, еве мојата ќерка учи во алгоритам и прв пат ми се случи, вика мај ќе идеме на очно. Ми вика не можам, ќе имам македонски. Викам добро де, не, јас не сакам да отсуствам. Значи не сакаше, значи што до сега ни се тоа не имало случајно, зборувам за основно образование, затоа што децата не отсуствуваат, децата се зависни од часовите. И они ја чувствуваат таа љубов што ние им ја даваме и они наставно го чувствуваат алгоритам како свој дом. Значи тоа е нешто што е единствено во регионот кој што се развива. Значи немаме методи на оценување, немаме методи на тестирање. Нашиот метод ајде малку да тука. појасниме како да доближиме и до гледачите она што континуирано се обидувам да го извлечам од вас, па и Никола и секако и Тијана ќе ни споделат искуства. Значи цел тој класичен пристап е тргнат на страна од... Апсолутно. Исто тука се наметнува прашањето колку еве според вас, па и вие имате другарчија на ваша возраст, да речеме во други нели училишта што се школуваат, една генерална перцепција колку всушност генерално ни е потребно подобрување во овој однос на образованието. Менување, да речеме, без разлика дали станува збор за основно, средно или секако висока школа, менување на целиот тој систем од класични предавања, повеќе воведување на, да речеме, практична настава, бидејќи де факто сите тројцата сте согласни дека дава резултати. Значи, верувајте ми дека 100% дава резултати. Затоа што оној метод на настава, каде што јас предавам огромна лекција историја и ти велам ти дома ќе седнеш и ќе научиш повеќе, не е модерна. Значи, модерно е денеска, значи ние наставата наша се одвива на компјутер, значи нашиот материјал воопшто не е во пишана форма. Ние не печатиме, не трошиме хартија. Значи, комплетно сме онлайн ориентирани. Значи, ученикот кога учи, му се дозира материјал што треба да го научи, го учи на самиот час. Дома има линк, ако сака плюс да научи, ако не, ние велиме, ова е доволно, плюс читај. Значи, книгите ни се исто во електронска форма, имаме и аудио книги, сите книги учениците ги слушаат во аудио верзија. Ние немаме класично пишување на лектири или денеска имаме лектири и прераскаже лектирата. Таков метод повеќе не постои. Значи, професорот по македонски јазик и литература, професорот по математика, значи тоа се све искусни професори, образовани, кои што знаат и имаат метод како да го пренесат тоа на наједноставен начин. И едноставно не постои дете кој што не сака да биде на тој час. Таа љубов постои во нашето училиште. Има ли посебни подготовки, да речеме, во однос на тоа кој се може, каков кадар може да предава? Бидејќи нели споменавме и колку општо земено генерално им е... Значи, во Финска учителот е врв. Значи, едноставно, учителот во државата наша треба да биде орган кој што ги мотивира учениците да работат. Во Финска постојат посебни методи на работа, кај нас во државата за жал не постојат, но ние ги следиме колегите од Финска и нашиот наставен кадар е комплетно обучен да знае како да приде кон методологијата на настава. Значи, ова што вие го кажавте е клучниот фактор на развој на финскиот метод, наставниот кадар.
Мора да биде мотивиран и мора да сака децата да бидат среќни. И мора да знае на кој ученик колку ќе го дозира и колку ќе му даде знаење. Оној метод на бркање низ материјалот, затоа што државата кажала дека треба денеска да се учат, да се предадат 3 лекции одеднаш или ванила, тоа не важи. Значи мора да се дозира според знаењата. Значи во Финска нема такво нешто. Во нашето училиште не се трча низ материјалот. Едноставно се стои тука кај што треба да го научиме тоа. И нема понатака. Тоа е тоа вие што кажавте, реформите во образовниот систем мора да бидат едноставно бркај нас веќе направен и постои такво училиште. Има деца што доаѓаат кај нас префрли на други училишта, ни велат па зарем постои вакво училиште. Значи тоа е тоа што децата го препознаваат тој метод и го сакаат тој метод и можат да ви го презентираат и да ви го кажат. Еве Никола може да каже за македонски на пример што прават и за драмската секција и за професор по македонски, нашиот просветител, морам да напоменам, голем поздрав до него. Јас на неговите часови сум максимално инспириран и мотивиран да се вложам максимално со моите можности. Со самото доаѓање на часот и седнување во клупата и чекањето на професорот да дојде, со самото предавање и начинот на кој што тој маестрално се внесува за да го пренесе своето знаење е стварно многу инспиративно. И вие го чувствувате тоа? Дефинитивно го чувствуваме тоа. Од наставниот. Еве на пример исто така тој не е нашиот лидер во драмската секција. Веќе оваа година официјално драмската секција на Алгоритам слави 1 деценија од постоење. И низ годините се случиле прекрасни представи, волшебни приказни, голем број на лекции. Сите работи што ги учиме од професорот се стварно многу важни за нашиот живот и многу ќе ни користат за воиднина. Например, со драмската секција, морам да ги поздравам и сите што се дел од драмска секција, максимално посветени ученици кои што се талентирани, паметни, сакаат да соработуваат и сите заедно да се вклучиме во еден проект што стварно се надеваме дека на публиката ќе се допадне и ќе има прекрасни резултати од самото тоа. Оваа година имавме инструменти, едноставно ние живееме. Значи ние сме едно семејство, значи ние сме сите се бориме еден за друг, сите сакаме да успееме. Значи кај нас нема поделба, овој може, овој не може, едноставно секој се дозира колку што може и ги мотивираме да одат само напред и ние успешни сме во тоа. Имаме гледач на линија, малку го оставив да чека, се извинувам, а доколку сте се уште тука, добар ден и повелата во програма сте. Добар ден. Да, повелата. Сакам да ви ја пофалам темата Благодариме. и сакам да пофалам целата организација на отворените студија секој ден што ги давате. Имате теми за секој живот и така, немам никакво прашање. За темата имате ли никаков коментар? Не. Добро. Во ред, тогаш секако ви благодарам за убавите зборови. А продолжуваме, Тијана, никакво искуство дополнително? Да, ние постојано учествуваме на различни надпревари од областта на природните науки. Јас конкретно се надпреварувам во полето на биологијата и мојата професорка по биологија постојано работи со мене и ме спрема, затоа кажуваат и резултатите. Имам добиено прво место на општинскиот надпревар и прво место на регионалниот и мислам дека тоа говори доволно за она колку нас не спремаат и се вложуваат и сам навистина ни даваат едно знаење кое можеме да го искористиме понатака. Дали тоа значи дека, еве, да речеме на вас двајца полека, но сигурно си го наоѓате патот, односно визијата, некако сте се изградиле, што ќе ви биде приоритет, која област во што сте добри? Колку всушност еве ме интересира, вие двајца како гледате на нештото? Целата оваа симбиоза за која што сега говориме, ви дала некакви насоки по кој пат ќе се движите или можеби некоја одредница, иако можеби сега која рано, меѓутоа некаква дефиниција? Па јас би сакал да кажам дека една од најдобрите работи за гимназија Алгоритам е тоа што професорите се посветуваат максимално на учениците и автоматски не фокусираат на правецот кај што ние би се гледале. Народски кажано за она што ве бива. Да, за она што не бива, заради заради тоа што тоа е многу важно, поради тоа што доколку некој одреден професор примети дека не сме добри во одреден сектор, ќе не насочи за тоа што стварно гледа дека сме инспирирани, дека имаме одредена пасија кон тоа нешто и на некој начин е огромна мотивација и подкрепа за да продолжиме така и во таа насока во животот.
Да, се сложувам комплетно со Никола. Дефинитивно учењето во гимназија алгоритам ме насочи дека навистина биологијата е она што го сакам и сакам да го работам во иднина, така што навистина ова има сам професорите навистина имаат големо влијание врз нас и се трудат да не насочат кон она што навистина не оди. Јас би сакал само да се заблагодарам и на директорката за оформувањето на самата гимназија и стварно ми представува огромна чест и привилегија да бидам дел од гимназијата. Па ако како што споменавте 80 минути не ви се многу. Тоа само по себе говори. Господја Божинова, ајде пред крај да споменеме и всушност она како што го отворив разговорот во среда ќе имате отворен ден. Што се ќе содржи овој отворен ден, зошто воопшто го правите? Значи, прво сакам да ви кажам учениците дека многу ги сакам. И ние Многу љубовта која што имам спрема учениците јавно ја кажувам и постојано нашите ученици мора, значи не мора, значи ние се поздравуваме цело време, имаме некои правила во училиштето кои што ги почитуваат и едноставно да ги зборуваме тивко, значи никој не вика, значи све така све релаксирано се како во рајот. Да видите, значи нашето училиште е рај и они тоа го чувствуваат и го сакаат да учат во училиштето. На 29-ти ние имаме отворен ден за родителите и за сите што сакаат да дојдат да видат како изгледа нашиот рај. Значи ние ќе правиме за сите родители да видат што прават нивните деца. Затоа што нашето училиште е од затворен тип, родителите не може да дојдат кога сакаат. Едноставно родителите доаѓаат само кога се најавени, но сега ќе можат цел ден да видат како изгледа наставата. Тај тоа ме интересира. Имате од оние класични родителски средби или евентуално ако родителите покажат интерес, треба да се најават па... Да. Значи ние дали имаме еднаш родителска средба каде што ќе се видиме до кај сме. Што им кажуваме за развојот на училиштето, никогаш за ученикот индивидуално. Ако сакам да зборувам со родител индивидуално за неговото дете, значи има начини, место каде што тоа се прави, а не се прави тоа транспарентно и јавно. Сметате дека не треба групни? Тоа е страшно, значи не може, значи родителските се прозиваат. Значи тоа е за мене нешто што треба да се забрани со закон, а не да биде законска обврска. Значи ние тоа не го правиме, значи сме се видели еднаш кои два пати со родителите, но сме зборувале за развој на училиштето, а не за децата, нели твоето дете или моето дете. Да се прифаќате сугестии, да речеме, од родители? 100%. Како треба визијата за 100%, да речеме, еве имаме родители кои што ни помагаат за развој, само тоа треба нели да биде прифатливо. Да речеме имаме родител кој што има опрема за спасување или сака да видиме како изгледа пожар, па одиме, имаме оган, па го гасиме пожарот, значи имаме практична настава надвор. Значи тоа се го подмогнато од родители кои што не гледаат нас поинаку и ни даваат можност да бидеме дел и од нивните фирми, од нивните видувања за училиштето. И имаме родители, да речеме, кои што работат во некои организации кои што се добри нашите деца да ги видат. Па така сме биле во Еван, значи сме биле на Финки, на Технолошки факултет. Значи ги поздравуваме родителите и ви им благодарам што ни помагаат. Да, и исто така оно што би сакала да го прокоментираме е дека вашиот наставен кадар нели добива соодветни обуки за работа, односно предавање на деца со посебни потреби, нешто што исто така исклучително многу важно во нашето општество, бидејќи де факто некако имало ситуации за кои што и тука во други ситуации во отвореното студио еден сме разговарале дека се на некој начин имало ситуации кои што се отфрлени од општеството. Во нашето училиште такво нешто се нема случајно. Има посебни обуки исто така или ние прилагодуваме програмата. Да кажем имавме дете кое што е глува. Значи детето носи апаратче, но не слуша, значи нешто многу малку слуша, значи кај нас е многу тоа едноставно да се реши. Едноставно имаме совршени деца кои што му помагаат на детето и имаме лаптоп, му го отвараме лаптопот и тука не гледам хендикеп. Материјалот го гледа и едноставно хендикепот за нас е непознато. Децата кои што имаат посебни образовни потреби се исти како нас, значи нема разлика и ние ги седнуваме во столче како и сите деца. Едноставно, доколку некој дете има потреба нешто некаква поинака, родителот ни кажува и ние му правиме посебни услови за такво нешто. Едноставно, поинаквото е нешто што нас не привлекува. Значи, напротив, не ги дискриминираме во смисол, не можеш ти со нас, пошто ние сме многу паметни и убави, или нас ништо не ни фали, а вас ви фали. Значи, тоа значи тоа ние го гледаме исто како модел во Финска, кој што постои, таму нема посебни институции за деца со посебни образовни потреби, така и кај нас не треба да има.
Поред, мене ми беше драго што бевте гости во отвореното студио 1, секако ќе ви посакам што поуспешна работа и за крај. Ви благодарам, може да дојдете на 29 да видите како децата прават сапони, како прават балзами, како прават практичниот дел, дисекција што ќе правите, ќе сечете Октопот и лигне, да. Тоа ќе сечете? Да. Така, после тоа физика, професорот Оливер Зајков име тим лидер, ќе прават движења, ќе прават струјни кола, значи ќе прават практични действија. Професорот по информатика ќе работи роботика, ќе работи нешто што е за децата многу примамливо, едноставно родителот сакаме да видат што све ние знаеме да направиме и што сме научиле. И ве поканувам доколку имате време да дојдете да видите. Ви благодариме, да, интересно звучи, полека, но сигурно веќе дојде време да се одјавиме, го заокружувам овој блок од отвореното студио 1. Останете со нас, за кратко следува забавниот дел, со мене се гледате во среда. Пријатно. Во ексклузив ќе гледате